Добродојдовте во првото овогодинешно видео. Ви посакувам оваа година да ви биде благословена, бериќетна, исполнета со здравје, среќа и разни успеси, а ова видео ќе го започнам со тврдењето кое верувам дека сите го имате видено денес или пак вчера, посебно оние кои се занимавате и пратите крипто вести и страници, а тоа е дека 4 годишниот циклус на биткоин конечно е прекршен или е променет, како сакате тоа кажете го. Тоа може да го заклучиме од чартот на биткоин гледан на 12 месеци или на една година. Значи секоја свеќа тука што ја гледате представува една година и може да видиме дека од 2014 година наваму биткоин секогаш го почитува и се движи по тој 4 годишен циклус. Значи имаме една црвена, 3 зелени или позитивни години за биткоин. Повторно една црвена година bear market, повторно 3 позитивни, повторно една година црвена bear market и би требало да имаме 3 позитивни, но гледаме дека оваа година, 2025-та, која требаше да биде најпозитивна, најбулиш година, затвори во црвено и веќе е отворена свеќата од 2026 година. И тоа, она што е уште поинтересно, е што секоја година после халвингот, значи од сите 3 позитивни години, после халвингот годината секогаш беше она бомбастична, најпозитивна од сите. Еве тука имаме 2016 година халвинг, 2017 најпозитивна. За во 2018 да влеземе во bear market. Повторно имаме тука 2020 халвинг, 2021 најпозитивна, за во 2022 да влеземе во bear market. Исто имаме 2024 година халвинг, 2025 требаше да биде најпозитивна, но сега гледаме дека таа се затвори во црвено. Но сепак ако ја гледаме оваа свеќа, овој wick фитиловна свеќава нагоре, биткоин сепак може да видиме дека стигна за $126,000. Но сега затварањето е битно, затоа што ова затварање ни дава сигнал дека овој 4 годишен циклус, кој секогаш се повторуваше, е веќе прекршен и од тука натаму може да не видиме повторување на истата структура. А најпрецизно тоа ќе ни го каже токму оваа година, 2026, да видиме дали ова ќе се повтори, ќе влеземе во подлабок bear market, или пак конечно тој циклус ќе биде променет и 2026 година може да видиме уште повисоко искачување на биткоин нагоре по дури и над оваа свеќа, значи на $126,000. Значи ако го гледаме само ова вака како структура по свеќи, по години, како се однесува биткоин со неговата цена, може да заклучиме дека овој циклус на вистина е променет. Но ние не гледаме само една работа така општо и да донесеме заклучоци, туку сакам да го анализираме малку подетално и подлабоко биткоин. Затоа ќе се префрлиме и на чартот на еден месец, на една недела, да видиме што се случува и што може да очекуваме. Како што гледате, на годишно ниво секако, на долгорочно ако го гледаме и ова се повторува, а гледаме се повеќе интерес од државите, од институциите, од поединци, цел свет лека полека се врти кон биткоин, кон крипто и мислам дека ова движење уште повеќе ќе се засилува. Нема сомнеш дека наредните години, не зборуваме сега само за 2026, туку наредните години ќе видиме цената на биткоин многу повисоко, 200, 300, 500,000, ба дури и милион во наредните години, но сега ќе одиме да го анализираме барем за некоја си блиска иднина, 2026 и 2027 од технички аспект. Затоа ќе го отворам овој чарт на еден месец да видиме што се случува. Ако го отвориме на еден месец биткоин, гледаме дека се уште се наоѓа во uptrend, во една bullish структура, иако многу луѓе повикуваат дека готово заврши циклусот, е bear market, одиме надоле до 50, до 30, до не знам каде. Ако го гледаме тука од дното на bear маркетот, биткоин се уште се наоѓа во uptrend. Значи имаме повисок врв, повисоко дно, повисок врв, повисоко дно, повисок врв, повисоко дно, доколку ова би било дното, за да имаме прекршување на овој uptrend и конечно да влеземе во негативна насока, треба биткоин да се симне под ова највисоко дно кое го имавме досега. Тоа е под $74,000. Доколку падне под $74,000, тогаш може да кажеме дека овој uptrend е прекршен и може да влеземе во downtrend надоле,
каде што првиот таргет би бил некаде околу $58,000, а понатаму останува нели да видиме. Но сега за сега, како што изгледа, се уште се наоѓаме во еден нагорен тренд и може да очекуваме продолжување на движењето на цената нагоре. Исто тука, ако пред да одиме на неделно, сакам да ги пуштам и индикаторите. Ова е RSI стокастик индикаторот и како што може да видиме, секогаш кога овој индикатор се наоѓа вака ниско, ни дава сигнал дека сме блиску до дното и кога тогаш цената отскокнува нагоре. Значи тука сме имале од 2000 на 15,000, исто тука, значи од дното сме имале од 16 отскокнување на тука да земеме на 74 или ако го земеме врвот дури на 126, значи од 16,000 и сега гледаме дека овој индикатор RSI стокастик се движи скрос на нула моментално, значи просекот на движење му е 13, но моментално се наоѓа на нула. Сега ова колку може да задржи, тоа може да биде и во текот на цела 2026 година. Несомнено дека може да влеземе во bear market и да се спуштиме уште пониско, но колку и да одиме, јас не очекувам да одиме пониско од ова линија $56,000-7,000. Значи тоа е нешто што максимално би го очекувал да се спушти, но сепак никој не знае со сигурност, нели мора се прати тоа движење на цената. Овој индикатор како и да е, додека е на нула и тука да почне да се закривува нагоре, ни дава сигнал дека може да одиме нагоре и дека сме блиску до дното за биткоин. А истото ќе го видиме и ако го отвориме нели на неделно ниво. Одиме значи на неделно ниво чартот, истата структура. Гледаме uptrend, значи повисок врв, повисоко дно, повисок врв, повисоко дно и така натаму, да не се повторувам. И истото го гледаме, значи овој индикатор секогаш кога се наоѓа вака ниско, од 25 врвот имаме 47. Тука од 38 кога се спуштил, повторно врвот имаме 74. Повторно тука ниско кога се спуштил некаде од 50-60,000, врвот го имаме на 106, повторно кога се спуштил на 74, врвот го имаме на 126 и сега повторно гледаме дека е ниско како претходните пати кога тука нели се спуштал најниско и може да очекуваме нов врв. Но како и да е, останува да видиме. Со пробивање нели на ова 50 moving average на weekly, на неделно ниво, може да имаме еден ритест тука и да се одбиеме уште пониско, доколку нели се повтори истата структура од претходните bear маркети. Но како што кажав, се додека не добиеме потврда за тоа, не видиме одбивање овде и прекршување на ова последно најниско дно, не може да кажеме дека го пробиваме нели овој uptrend и се уште може да очекуваме цената да се придвижи нагоре. Со оглед на тоа дека посебно овој индикатор на неделно и на месечно ниво нели се наоѓа така ниско, може да очекуваме движење на цената нагоре. А сега сакам да се осврнам на нешто многу важно. Без разлика дали ќе влеземе во bear market, дали сме во bull market. Тука е проблемот со спот портфолиото, затоа што многу луѓе чекаат и кога се наоѓате нели на спот сте инвестирани, вие немате друга опција освен да чекате или да продадете со загуба. Ако продадете со загуба, тоа е тоа што сте го изгубиле, тоа што ви останало. Но ако цените почнат да се движат нагоре, ќе ви биде криво. Ако почнат да се движат надоле, а не продадете, ќе одите уште подлабоко во минус и ќе мора да чекате нареден bull market. Значи тоа е на никаква ситуација да кажам за оние кои се на спот. И затоа ние одлучиме да не чекаме. Значи дел од нашето портфолио е префрлено токму на трейдинг. Изминативе 2 месеци имавме одлични резултати. Значи месец ноември имавме околу 370 профит, 370% профит нели на трейдинг. Месец декември имавме околу 1900% профит за само еден месец. Сега, значи, кога дел од тоа портфолио би го префрлиле на трейдинг и со овие резултати, не сакам да кажам дека ќе ги повторуваме редовно. Не мора значи, можеби ќе се повторат, можеби не. Можеби ќе имаме послаб резултат, можеби ќе имаме подобар резултат. Тоа не може да го знаеме. Но ние сепак ќе се трудиме да постигнеме што е можно најдобар резултат и наместо да чекаме, значи дури да влеземе во bear market во 2026 година, ние сепак тие неколку месеци, 5, 10, колку и да бидат, ќе правиме некакви профити,
Тие профити ќе ги инвестираме повторно на спот на цените кои сме влегле, ќе им направиме уште понизок профит за наследниот bull market кога ќе почне да направиме одлични профити со нашето портфолио на спот, а при тоа повторно ќе си го тераме трейдингот редовно, активно, затоа што на тој начин може да се заработи и во bull market и во bear market, ако знаете што правите. Сега тука сакам да се задржам малку на спот портфолиото, затоа што најголем дел од луѓето не знаат за трейдинг, им е ризично, секако, ризикот постои, голема е можноста да изгубите пари ако не знаете што правите, ако не знаете да менаџирате ризик, и најголем дел од луѓето, и тоа е најдобро и најсигурно, инвестираат на спот. Но оваа година се погоди таква негативна, што сите кои се инвестирани на спот, посебно во алткоини, се во длабок минус. Сите, верувам дека се сите, преку 50% во минус, оние кои се инвестирани во алткоини во 2025 година, затоа што тако беше перформансот на алткоините. И многу луѓе се разочарани што се случи, па сега изгубиле надеж, сакаат да ги извадат своите пари, некои се мислат што да прават ако влеземе во уште подлабок bear market, што да правиме, како да правиме. Тука исто доаѓа и она замка, да кажеме, психолошки, бубачки кои влегуваат, тоа што S&P 500 оваа година направи одличен профит, па многу луѓе си мислат каму да ги ставев парите во S&P 500 или во акции, ќе имав профит, а сега вака во алткоини, во крипто сум во минус. И тука сакам да ви направам една споредба, ќе ви покажам неколку податоци за да размислите и да направите една комплетна анализа, да имате целосната слика што значи да бидете инвестирани во крипто, а што значи да бидете инвестирани во акции или во S&P 500. И ова што го гледаме овде е историски, ова е целосниот, да речеме, просек од S&P 500, а ова е просекот за последните 10 години. И како што може да видиме, некојаш имаме 0,73 минус, имаме тука 9, 19%, 28%, тука имаме минус 6%, тука имаме 26, тука имаме минус 19, ако го земеме во просек сето ова, плюс, минус, секоја година, би дошле во некој просек некаде околу 10, 11, 12% на S&P 500. Тоа е просечен поврат од 10 до 15% максимално годишно на S&P 500. Сега, доаѓаме до моментот. Ќе одиме со суми, за да ви биде полесно да сметате. Ако вие сте имале, да речеме, 10, 50, 100.000 евра инвестирани, 100.000 евра инвестирани во S&P 500, годинава S&P 500 затвори со 16% профит. Вашите 100.000 евра сега би биле 116.000 евра, би направиле 16.000 евра профит. Ако наредната година S&P 500 повторно затвори со 16, со 20% профит, нека биде и поголем, вие би имале 130-140.000 евра, 150.000 евра нека се. За 2 години околу 50.000 евра профит. Нека и трета година, 2027, S&P 500 затвори со истиот профит, вие би имале 170-180.000 евра. За 3 години плюс, минус, околу 70-80% профит. Доколку S&P 500 го задржи овој перформанс. Сега, тука ќе скокнеме на чартот на алткоините. Ова е чартот на алткоините наспроти биткоин. Како што може да видиме, од 2017 bull маркетот, кога сме влегле во bear market, алткоините 3 години страдале или имале полош перформанс споредено со биткоин. Биткоин прави подобар перформанс, а ова е маркет капот на алткоините. За потоа во 2021 година, во една година со една свеќа да го покрие сето тоа и да направи многу поголем профит. Сега го гледаме истото, но овој пат не 3, туку гледаме 4 години како страдаат наспроти биткоин. Замислете што ќе се случи кога ќе се врати интересот околу алткоините, а се враќа, и каква свеќа ќе добиеме тука. Сега овде сакам малку да ви ја направам токму таа паралела. Како што кажав, доколку вашите пари сте ги инвестирале во S&P 500 за 3 години, ќе направите до 2027 година некаде, плюс минус околу 70-80% профит. Тоа е некоја прогноза. Не мора биде она точна бројка, но споредбено со статистиките од претходните години.
Но доколку во алткоини ги инвестирате тие пари, со една ваква свеќа, со еден bull market, вие може да направите 200, 300, 400, 500% профит. Затоа што кога алткоините експлодираат и одат во профит, тие не одат по 10-20%, туку одат по 200, 300, 400, 500, па дури и повеќе. Сега, вие може сами да размислите што е подобро. Дали вашите пари да бидат инвестирани во S&P 500 и да правите по 10-15% профит годишно, или за 3-4 години околу 70-80%, или пак да бидат инвестирани во алткоини, каде што да, може би 1, 2, 3 години ќе имате стрес, нема да бидете во профит, ќе гледате како вашите пари губат вредност, но затоа со една добра година, само со една добра година, вие може да направите преку 400-500% профит. Значи од 100.000 евра во S&P 500 би ги направиле 180, а во алткоини би ги направиле 300, 400, 500.000 евра. Вие сами може да размислите што е подобро. И сега тука се поставува прашањето, нели, затоа што многу луѓе тврдат дека нема ништо од алткоините. Алткоините се мртви. Значи од сега има само биткоин, алткоините видовме дека ништо не направи оваа година, само одат надоле и никогаш нема да се вратат. Точно, некои алткоини навистина нема никогаш да се вратат, но голем број алткоини ќе направат такви перформанси што луѓето нема да бидат свесни да им се верува со тоа што се случува. Размислете само една работа. Светот се движи натаму. Нели се прилагодува се кон криптоиндустријата. Значи се оди на блокчейн, се токенизира, сите трансакции, сите информации во светот, се оди значи на блокчейн. А кои се тие проекти, кои се тие компании кои можат да ги извршат нели овие работи што треба да бидат извршени во иднина? Тоа сигурно не е биткоин. Биткоин служи како складиште на вредност, но за токенизација, за трансакции, за уплати, за исплати, за гейминг, за видеа, за AI, за не знам што, сето тоа се работи на други проекти, односно на алткоини. И зарем мислите дека интересот на институциите околу алткоините е без веза, туку така? Гледаме дека се повеќе се бараат и се одобруваат ETF фондови за алткоини. Најпрво имаме ETF за биткоин, потоа имаме за Ethereum, па се одобри за Solana скоро пред неколку месеци, а брзо потоа се одобрија за XRP, за HBAR и мислам за SUI или не знам кој беше, и сега има барања за уште десетици алткоини. Зарем мислите дека институциите што бараат нели ETF фондови да се одобрат да инвестираат во алткоини, тоа што државите се труда нели да ги направат своите системи, своите банкарски системи, своите трансакции, се што има да се токенизира на блокчейн, тоа се е поврзано со алткоините. Кога тогаш алткоините ќе експлодираат и тоа е неминовно. Но дали вие ќе бидете тука да го дочекате и не само да дочекате да го видите тоа, туку да го искористите со ваш капитал, затоа што тоа ќе се случи со нас или без нас. А ние ќе бидеме тука и додека маркетот е во црвена фаза, во bear фаза, додека е се негативно, со трейдинг и во тие моменти да направиме профит, да ги дополниме уште повеќе нашите портфолија, за кога ќе се случи тој пресврт, да го искористиме максимално тој bull run. Јас не би сакал да должам, на крајот на краиштата нели секој си донесува одлуки за себе, но сепак тука сме ние со Veldex да ви ја пренесеме по широката слика. Ние не сме тука да даваме трейдинг сигнали само. Не сме тука нели да ви кажеме што да купите или да ви дадеме некоја информација што се случило некаде, каде што секој може да ја најде таа информација. Не, ние сме тука да ви дадеме вистинска едукација за тоа што се случува во криптоиндустријата, затоа што оваа гранка се проширува и ги зема сите пори на светот. Институциите, државите, компаниите влегуваат во крипто, влегуваат во блокчейн технологија. И тоа кога тогаш, значи, ќе дојде моментот кога ќе направи таква експанзија, како што се случи нели со интернетот, како што се случи со многу акции, како што се случи со вештачката интелигенција, и ќе имаме таква експанзија и на криптоиндустријата, посебно во одредени проекти. Ние сме тука да ви ја дадеме токму таа поширока слика, за да може да ја увидите сликата и да видите што е најдобро. Тоа е сепак моје мислење, ова не е финансиски совет, ова е сепак значи едукативен карактер, моје истражување, информации кои ние ги имаме, нашиот став и она во што ние инвестираме и што веруваме дека ќе донесе најдобар профит и најдобри можни резултати.
На крајот на краиштата, како што кажав, секој одлучува за себе. Но пред да одлучите, никогаш немојте да влегувате емотивно. Само тоа можам да ви го кажам. Никогаш немојте да влегувате емотивно. Туку направете анализа, направете истражување што се случува со акциите, што се случува со криптото, какви биле историските поврати, какви може да бидат идните, каков е интересот, нели, дали навистина маркетот е мртов или пак следува нешто уште поголемо. Направете целосно истражување, а кога ќе ги имате склопено сите коцки, кога ќе имате целосната слика, само тогаш донесете одлука, без мешање на емоциите. Затоа што ако емотивно донесувате одлуки, секогаш ќе направите или многу мал профит од нешто што можело да се направи многу, па подоцна ќе биде криво, или пак на крајот ќе излезете со загуба токму пред да почне нешто да тргне нагоре. Затоа размислете и нека ова 2026 година биде успешна за сите. А исто така ќе ни значи доколку не поддржите со subscribe на каналот, со еден лайк, со коментар и доколку го споделите ова видео со вашите пријатели со цел да го разбудиме народот и да донесеме нови, свежи информации и вистинско знаење на пазарот.